Економски на Виница лошо и оди. Овде 5 невработени ученици и пензионери чекаат на еден вработен. Ова е логичен заклучок доколку се направи анализа на бројот на оние што работат и оние што не работат. Имено, општината има 14.500, од кои 4.900 се вработени, 2.200 се пензионери, 880 невработени, 120 земјоделци и 6.300 лица до 18 години. Ова значи дека на еден осигуреник има по 5 други кои за пензија или издржување чекаат на него, што ваквата состојба зборува за економијата на оваа општина. Воопшто за економијата, па и за општината или пошироко гледано, значи лоша појава. Значи дека немаме развој. Бидејќи само со развој, со инвестиции, со нови вложувања може да се абсорбира таа работна сила или луѓе кои не се ангажирани. Значи спасот ни е само во инвестиции, меѓутоа реални инвестиции кои ќе значат вработување на луѓето во стопанството, во индустријата. Токму и поради ова, Виница е општина со најголем број иселеници во регионот. Нема дека да работи. Секој сака динар, дека ќе искара тај динар. Парче леп, за тоа се ушли. Што ќе прават тука? Младите не се запослени. Што колку се души тука запослени, тоа такова и морат да бегат. Сите млади се во Италија. Сите се во Италија. Виница вечерно време околу 8 сато да поминеш, нема на кого добро вечер да кажеш. Но вака нема да биде уште долго. Најавуваат од општина Виница, спасот од невработеноста и иселувањето тие го гледаат во индустријските зони и пристигнатите најави за инвестиции во нив. Во последните години Виница бележи доста значаен економски развој, се градат нови капацитети и се отвараат многу нови работни места. И наша интенција е преку зголемување на цената на трудот, односно зголемување на платата, да им дадеме можност на овие луѓе кои што се иселиле во некое време да се вратат овде и да најдат работа во нашата општина. Дека надежите не се попусто, зборува фактот што за една година од отварањето на општинската индустријска зона, бројот на вработени во Виница е зголемен речиси за 1000.